ова што го кажав и претходно. За жал, власта се однесува како адвокат на комисијата, на регулаторната комисија. Но, она што го кажавте, дека сме зборувале за увоз, за извоз на електрична енергија, а ова било финансиски план на комисијата, било друго. Не, почитуван колега, ја веќе ти цитирам членови од законот. Согласно Законот за енергетика. Во членот 9, став 1, регулаторна комисија за енергетика го следи исполнувањето на обврските за обезбедување на сигурност во снабдувањето од страна на вршителите на регулирани енергетски дејности и во годишниот извештај за работа по член 36 од овој закон наведува информации кои што се однесуваат на оперативна сигурност на работењето на системите, рамнотежа помеѓу понудата и побарувачката на пазарите за енергија во текот на извештајниот период. Понудата и побарувачката рамнотежа треба да воспостави, треба да ги има информациите. Нивоата на очекувана побарувачка на енергија и предвидените дополнителни капацитети со кои се обезбедува сигурност во снабдувањето, а кои се во изградба или чија изградба се планира во наредните 5 години, и да не ги читам другите надлежности. Значи, има директна надлежност и обврска да ги следат овие текови и да навремено интервенираат, односно предлагаат соодветни мерки за кои што впрочем и се избрани. Но спрегата помеѓу власта и независните регулаторни тела се гледа во секој обраќање од страна на власта и од функционерите кои што раководат. Во однос, сакавте да ги релативизирате работите, во однос на производството на електрична енергија, собственото, во делот каде што сакавте да потенцирате дека хидролошката состојба била виновна за она што сме немале доволно домашно производство. Почитуван колега, оваквата хидролошка состојба во најголем дел е доведена во годината кога сте сакале да прикажете дека сте рекордери во производство и во извоз на електрична енергија. Максимално и над нормалното функционирање се искористени и затоа овие капацитети во дадениот момент не го даваат капацитетот, односно не можат да се вратат во првобитна состојба за нормално функционирање и да можеме да произведуваме електрична енергија, која што потенцирам во дадениот момент е 4 до 5 пати, можеби и 10 пати во одредени моменти поскапа од она што ја увезуваме, односно она што се увезува од она што би ја произведувале. Во однос на годишниот план кој што потенциравте и во однос на производството, да се зголемува процентот на електрична енергија од обновливи извори, сите сме согласни дека треба овој процент да се зголемува и никој никогаш не застанал на патот во однос на овие реформи за зголемување на електрична енергија од обновливи извори, каде што треба да имаме побрз тренд на зголемување на ваквото производство, за да можеме да бидеме што по-независни од увозот на електрична енергија и тоа што го зборуваме цело време, да можеме сами да си произведуваме. Во однос на ставките, кои што ги спомнавте од самата програма, повторно ќе потенцирам, во одреден дел сакавте во некој свој стил да ги релативизирате, бидејќи еве во 2021 година за интелектуални услуги во првите 9 месеци се потрошени 663.000 денари, а во последните 3 месеци, кога треба да се затворат буџетските ставки, се потрошени дури 2,5 милиони денари. Почитуван колега, мислам дека ни е јасно за што станува збор и зошто се интензивираат ваквите средства да бидат потрошени токму во последните месеци пред носење на буџетските планови. А во однос на планирањето, дека ставките морале да се планираат и само биле планирани, не се знаело, не морало да бидат искористени. Вие сте многу поупатен во делот на економијата и знаете дека носењето на буџетот е всушност соодветно и рационално алоцирање на средствата во секторите и ставките кај што треба да бидат алоцирани. Приходната и расходната страна треба да имат што помал процент на разлика.
ова што ви го потенцирав, имаме драстични отстапувања од планираните со тоа што вие го потенциравте дека имаме реализација од друга страна. Многу појасна ви е ова страна и затоа ви потенцирав. Значи имаме несоодветно планирање во моменти кога имаме и енергетска криза и уште неколку други кризи, а од страна на владата има бланко потврда на овие ставки и бланко давање на соглас. Некои, бидејќи поставивте неколку прашања на почетокот од вашата дискусија, за одговор се